Па ево како што гледате има многу џубре. Ево и рибарски мрежи. Кај што имате повеќе луѓе, таму имате поголема урбанизација. Тие платформи, несоодветни материјали, нелегални објекти кои што се градени, бетони, мораме да го страниме, и друг начин нема. Охрид, балканскиот или европски Јерусалим. Градот на УНЕСКО, богат со историја, култура и природни убавини уникатни на светско ниво, какво што е Охридското езеро. За Охрид се раскажани многу приказни, напишани се многу песни. Секој што го посетил, посакува повторно да се врати. Но во периодот по независноста на Македонија, Охрид живее и една друга поинаква приказна. Бројот на посетители расте, се градат нови хотели, станбени згради, кафулиња, ресторани. Тоа го менува изгледот на Охрид, но создава и една неизвестност за неговата иднина и за иднината на статусот во УНЕСКО како светско природно и културно наследство. Каде е поубав Охрид, под вода или на копно? Охрид е прекрасен, значи со ваков уникатен спој на културно и природно наследство не може да се мери, Охрид е убав секаде. Освен убавини, што има друго под водите на Охридското езеро? Па ево како што гледате има многу џубре. Ево и рибарски мрежи. Кај што имате повеќе луѓе, таму имате поголема урбанизација. Кај што имат поголема урбанизација, поголема фреквенција на луѓе и нормално повеќе отпад. Све човек што може да користи во својот живот од пластика од еднократна употреба, може да се најде во водите на Охридското езеро. Исто на овај потек овде можеме да забележиме вреки со камења од стари куки, со трски, плит, керамиди. Охридското езеро е старо милиони години. Тоа е дом на бројни ендемски видови на слатководна флора и фауна. Најпозната е Охридската пастрмка. Градот Охрид пак е меѓу најстарите населени места во Европа. Тука се наоѓаат стотици словенски цркви и манастири изградени меѓу 7 и 19 век. Токму поради величествените убавини во 1979 година македонската страна на Охридскиот регион е впишана на листата на светско природно и културно наследство на УНЕСКО. Но во изминативе години градот и крајбрежјето се под притисок на засилена урбанизација, процес кој влијае врз универзалната вредност на целиот регион. Охрид сега е под закана да го загуби статусот во УНЕСКО и да биде ставен на листата на светско природно и културно наследство во опасност. Во добра ли насока се урбанизира? Па не мислам дека во добра насока. Не мислам дека во целата држава во добра насока се урбанизира. Кој има направено дива градба, нека се рушите. Нема плажи. Гледаме сега дека властите уриваат дивоградби. Како гледате на тоа? Урива пред избориве, после паѓа се почни. Непланската урбанизација и изградбата на нелегални градби мора да запре. Со тоа се согласуваат скоро сите жители на Охрид со кои разговаравме. Тоа е една од 19 препораки кои УНЕСКО ги достави до македонските власти уште во 2017 година за Охрид да го зачува својот статус. Но и покрај тоа македонските институции продолжија да издаваат дозволи за градби во заштитените зони, како на пример на крајбрежјето. Некои од градбите се почнати и сега се запрени, а нивните сопственици тврдат дека ги добиле сите потребни дозволи за градење. Постојат и заградени плацеви каде се планирани градби, но не се започнати. Истовремено, до општината се доставени барања за легализација на скоро 20.000 нелегално изградени објекти. Багерите на општина Охрид деновиве се на терен.
Се отстрануваат главно платформи за барови, за кои локалните власти велат дека биле нелегално изградени на плажите на потегот од хотел Метропол до селото Пештани. Разговаравме со собственик на платформа на плажа кај туристичкото место Лагадин, кој не сакаше да зборува пред камера. Тој ни кажа дека власта му го срушила објектот, иако за него ги поседувал сите потребни дозволи од државата. Човекот смета дека власта селективно им руши на помалите, а дека не постапува за исти градби кои ги поседуваат некои хотели. Го прашавме градоначалникот на општина Охрид Константин Георгиевски како реагираат луѓето на кои им ги отстрануваат објектите. Тоа е болен процес, вели тој, за нас и за самите собственици, но тоа едноставно мораме да го продолжиме. Минатата година отстранувавме и оваа година све во насока на спроведување на законите и на имплементација на препораките на ЮНЕСКО. Непријатни се тие ситуации, меѓутоа све повеќе луѓето стануваат свесни дека нивните објекти и сето тоа што го изградиле е несоодветно, дека ги прекршиле правилата и сакам да упатам апел до сите тие кои што имаат решенија за отстранување, посебно на крајбрежјето, да постапат по тие правосилни решенија за отстранување. Од општина Охрид велат дека не може да се каже прецизно колку дивоградби до сега се отстранети, но дека е постапено по повеќе од 25 предмети. Ова се плажите кај малото населено место Лагадин. Овде градските власти отстрануваат платформи кои биле нелегално изградени. Но она на што реагираат граѓанските организации е дека багирите ораат на брегот и со тоа му нанесуваат штета на езерото. Граѓанската иницијатива Охрид СОС е започната од граѓани кои се борат Охрид да ги зачува природните убавини, но и статусот во ЮНЕСКО. Тие велат дека рушењето на градбите на крајбрежјето треба да се спроведе плански и внимателно. Имавме неколку обиди да добиеме информација кој е планот и стратегијата за рушење, бидејќи вие не можете да одите и туку така да рушите по крајбрежјето, бидејќи се работи за подрачја кои што се со културно и природно наследство заштитено и едноставно и самиот процес на рушење треба да биде многу внимателно обработен. Значи мора да се има план, стратегија за рушење, за да се има план и стратегија за рушење мора да се консултираат стручни лица. Стручни лица пред се лицата вработени во хидробиолошкиот завод во Охрид, кои што најдобро го познаваат литералот, тоа значи крајбрежјето, и тие најдобро знаат да кажат на кој начин може и не смее да се работи во тој терен. Но според градоначалникот на општина Охрид Константин Георгиевски, друг начин за отстранување на градбите нема. Тој смета дека не е нанесена голема штета врз езерото. Непланската урбанизација и дивоградбите се една од најголемите причини за губење на автентичноста на стариот град, како и на природниот крајбрежен пејзаж, како што велат граѓанските организации. Препораките на ЮНЕСКО за Охридскиот регион може да значат решавање на проблемите, но дали тоа ќе биде направено? Правилните насоки со кои што и ние се сложуваме многу јасно ги даде реактивната мисија на ЮНЕСКО во 2017 година, 19 препораки, и повторно ги повтори во 2020 година. Значи, владата има еден план, една стратегија дадена, предложена од самите експерти на ЮНЕСКО како да се справува со урбанизацијата и едноставно тоа треба да се следи. Но она што гледаме на терен е дека тоа не само што не се следи, туку и се охрабрува. Како археолог и човек кој е нонстоп во допир со природава, можам да заклучам дека несистематски, непрофесионално, колку ради реда нешто да се направи без никаква консултација со стручната фела. И затоа во иднина и не очекуваме некои позитивни резултати. Све ова што го гледате само ќе тони и Охридско езеро само ќе постане наобична хидроакумулација полна со вода, тогаш ќе може што саке да градат, ќе може и острови, ако сакаат да градат. ЮНЕСКО оваа година се очекува да донесе одлука дали Охрид ќе биде ставен на листата на светско природно и културно наследство во опасност. Дали тоа ќе се случи, според активистите од Охрид СОС, можноста е сосема известна. Веројатност која ја потврдуваат и градските власти и покрај тоа што тврдат дека ги спроведуваат препораките на ЮНЕСКО координирано со другите државни институции.